Препукување меѓу советниците уште пред да почне 48-та редовна седница на Советот на општина Кочани. Уште пред да биде усвоен дневниот ред на седницата, советниците од опозицијата побараа да се додаде уште една точка за разгледување, што се однесува на воведувањето нови начини на наплата за паркирање и чинењето за паркирање и стопирањето на наплата за паркирање преку SMS пораки. 10 денари кои што ќе се наплаќаат за час, ќе се плаќа една порака од 5,60 за најавување и една порака од 5,60 или 5,80 беше за одјавување, што значи услугата за операторот ќе биде поголема од 10 денари, ќе биде некај 12 денари. Во тој концепт пред 4 месеци го поставив прашањето за да не се оди во таа постапка, за да не дојдеме во ваква ситуација. Непотребно се бара да се постави точка на дневен ред, затоа што тоа значи барање на стопирање на модернизацијата за наплата за паркирање, одговори градоначалникот Димитровски, кој додаде дека ефектите од одлуката за воведување од наплата за паркирање ги чувствуваат граѓаните, затоа што се стави ред во паркирањето. Цената си останува 10 денари за наплата. Начинот на наплата е друга работа. Начинот на наплата е сегашниот. Начинот на наплата, значи една варијанта, начинот на наплата е однапред да си го плати со картонче со грепка и начинот на наплата е со SMS порака. Дали се разбираме или намерно не сакаме да се разбереме или тераме некоја, како да речем, на спротивна страна да тераме водата. Значи воопшто не станува збор за зголемување на цената на наплатата. Веднаш по неусвојувањето на предложената точка на дневниот ред, советниците од опозицијата ја напуштија седницата, а истата продолжи да тече по останатите предвидени точки на дневниот ред. Беше предложена, разгледана и усвоена предлог одлуката за донесување на деталниот урбанистички план за делот од улиците Роза Петрова, Ристо Симеонов, Стефка Тасева и улицата 554. Предлог одлуката за поддршка и реализација на проектот Едукативен пункт за зачувување на биодиверзитетот на Осоговските планини, локалитет Пониква, и предлог одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Кочани.